Да ви ги представам првен сите, а потоа ќе почнеме Анелу е подпредседателка на АЛДЕ, тоа е партијата либерална на европско ниво, е од D66 од Холандија, Јован Јовановиќ е пратеник во Српското собрание, Роман Јакиć е од Словенија и председател на Липсен, таа е мрежа на либералите од Југоисточна Европа, и Емил Киријас е наш член, го знаете, на меѓународна цена кој што е активен. Значи може сега да започнеме, чисто ова беше да ги знаете кои се луѓето. Денеска Либерално-демократската партија организира седница на Централниот одбор, на која што ќе се започне постапката за формирање на Централен изборен штаб, ќе се даде налог на сите 42 општински организации да формираат општински изборни штабови, а ќе започне и постапката за кандидирање на пратеници. На денешната седница гости ќе ни бидат представници од АЛДЕ, кои што се тука да ни дадат целосна поддршка, практично и нивното присуство докажува поддршката која што имаме како партија од АЛДЕ. Ќе разговараме за новата методологија која што се бара за проширување од страна на Европската унија, да ни ја представат лично, бидејќи покрај партиските интереси, најважни ни се државните интереси, како партијата да се позиционира и да заземи став во врска со најновите предлози кои што доаѓаат од Европската унија, и за таа намера имаме точка каде што ќе дискутираме за усвојување на некоја декларација која што ќе се насочиме и ќе се произјасниме по овие нови насоки кои што ги дава Европската унија. Дали се договоривте со кого ќе коалицирате на предвремените парламентарни избори? Значи, со нашите коалициони партнери имавме средба во средата, ЛДП беше присутна, следната недела по распуштање на парламентот ќе имаме преговори, ние предпочитаме да ја задржиме коалицијата, тоа е планот А, и се надеваме дека ќе има позитивен исход тие разговори, доколку не излези нешто, евентуално да немаме договор, ние затоа сакаме да бидеме спремни за самостоен настап или окрупнување на партиите помали кои што се од центарот и кои што гравитираат околу нас. Меѓутоа, наша првична намера и желба е да продолжи реформите кои што ги започнавме во рамките на оваа коалиција владина. Меѓутоа, отвора можноста за се додека не се тоа официјализира или додека не постигнеме договор. Okay. Obviously, the ALDE party has always supported the idea of starting the secession talks, and we strongly support also the new methodology that has been suggested by the Commission. And the best outcome would be to start these talks soon, and the first possible occasion for that would be to decide on that in March. Од АЛДЕ партијата ние се залагаме цврсто и одлучно за започнување на преговорите за членство во Европската унија, и како партија, Европска партија, ја поздравуваме новата методологија која што беше предложена од комисијата оваа недела за водење на пристапните преговори. Бараме и инсистираме, нашиот предлог е овие преговори да започнат веднаш. Првиот состанок, првата можност која што ќе понуди таа можност е веќе во март, односно Советот во март очекуваме и бараме да донесе одлука за почеток на преговорите на Македонија за членство во Европската унија. Роман Јакиć е председател на либералите од Југоисточна Европа. Ja bih samo hteo reći da kao predsjednik mreže liberalnih stranaka iz regije, da sam vrlo veseo da je komisija u sredu objavila novu metodologiju, pošto smo svi bili šokirani krajem prošle godine, i to na neki način daje neku pozitivnu notu. Vrlo mi je drago da su liberali uvek bili prvi ti koji su gurali napred ne samo da države počnu pregovaranje, nego da se stvori metodologija koja bi trebala ubrzati taj prijem u Europsku uniju. Što je još bitno da se kaže je da je u interesu evropskih liberala ne samo da države idu putem evropske integracije, nego da i liberalne stranke, kao što je to LDP Makedonija, igraju vrlo bitnu ulogu u tom procesu, i mi kao treća najveća snaga u Europskom parlamentu želimo da je i u Makedoniji da su liberali zastupljeni tako u parlamentu kao i u vladi. Pretpostavljam ne treba prevod. Јован Јовановиќ, пратеник во Собранието на Република Србија и лидер на граѓанската платформа. Pre svega
Želeo bih da izrazim veliko zadovoljstvo što sam danas u Skoplju sa našim prijateljima iz liberalne porodice, iz Liberalno-demokratske partije, i kada je reč o ovoj novoj metodologiji koja je predložena prošle nedelje, a svi smo imali priliku da prisustvujemo tom predstavljanju prošle nedelje u Briselu, ono što bih hteo da istaknem da smo i mi kao deo liberalne porodice, nekoliko partija i političkih organizacija sa Zapadnog Balkana, uključujući i Liberalno-demokratsku partiju i Građansku platformu, učestvovali u kreiranju jednog dokumenta gde je, između ostalog, su predložene neke ideje koje su usvojene u ovoj metodologiji, novoj metodologiji, tako da smo zbog toga veoma zadovoljni. Ono što nas isto ohrabruje jeste izjava komesara za proširenje, gospodine Varhelja, da je jedini konačni ishod svih ovih evropskih integracija je punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kao i da više ne sme da bude ponovljena greška iz oktobra prošle godine kada nisu otvoreni pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. I za kraj bih rekao isto što je veoma ohrabrujuće i ono što je predsednik poslaničkog grupe Renew Europe, Obnovimo Europu, gospodin Čološ rekao, a što je gospodin Jakić prethodno napomenuo, jeste da podrška ove poslaničke grupe ne ide samo ubrzanom približavanju država Zapadnog Balkana, samim tim i Severne Makedonije Evropskoj uniji, već i liberalnim snagama i partijama u tim zemljama, jer kao što je iskustvo pokazalo do sada, takve partije su i u zemljama koje su prethodno priključile se Evropskoj uniji bile šampioni evropske integracije u tim državama. Благодарам и само да напомнам дека денешната средба на Централниот одбор на Либерално-демократската партија има исклучително значење затоа што се обидуваме овој нов момент кој што се создава со предлагањето на методологијата да го искористиме како позитивен елемент за национално обединување. Односно, ќе разговараме денеска за методологијата. Нашите колеги од Европа ќе ги представат своите размислувања зошто мислат дека тоа е позитивно, какви се аспектите. Меѓутоа, очекуваме и Либерално-демократската партија да разгледа можност за предлагање на декларација која што Собранието на државата ќе ја усвои пред самото распуштање. Односно, сакаме распуштањето на Собранието и распишувањето на парламентарните избори да завршат со една позитивна порака кон граѓаните, но и кон партнерите во Европската унија дека сме подготвени и имаме желба како нација наредниот собраниски состав да ги заокружи законските одредби кои што би ја одвеле Република Северна Македонија во полноправно членство во Европската унија. Таа декларација, доколку Централниот одбор денеска ја усвои, ќе ја понудиме, се разбира, прво на коалиционите партнери за усвојување, односно за поддршка, а во понеделник ќе побараме поддршка и од другите парламентарни партии со надеж дека Собранието пред да ја донесе одлуката за распуштање ќе ја усвои оваа декларација и ќе даде поттик и на изборната кампања, но и на пратениците кои што ќе бидат избрани во наредниот собраниски состав да му се посветат на проширувањето како главен национален приоритет. Господине Киријас, вашето име беше спомнато во оние кандидати за амбасадори со двојно државјанство. До каде е целата процедура? Законот за надворешни работи е прилично јасен. Дури тој закон на сила треба да се почитува целосно.